Денеска на седницата на анкетната комисија за скандалот со прислушкувањето беше усвоен планот и програмата за работата на комисијата и тоа е еден технички документ кој што беше неопходен и беа утврдени листи на предложени сведоци. За жал, меѓутоа не и за наше изненадување, ВМРО-ДПМНЕ јавно соопшти, одлучи дека има став сите членови на ВМРО-ДПМНЕ кои што ќе бидат повикувани на сослушување пред оваа седница, тоа да биде надвор од очите на јавноста, односно тоа да се одвива на затворени седници. За нас ова не е изненадување, оној што има да крие ќе сака тоа да го сокрие до крај, без оглед на начинот како ќе работи комисијата во сослушувањето на тие сведоци, податоците кои што ќе бидат изнесени на тие седници, а кои што не се од класифициран карактер, ќе бидат достапни до јавноста по целосен ризик на нас како членови на комисијата. Очигледно е дека ВМРО-ДПМНЕ нема намера и не сака да биде спроведен Парижкиот договор. Анкетната комисија беше една од барањата не само на опозицијата, беше едно од барањата и на меѓународната јавност, меѓутоа и на огромен дел од македонската јавност, со цел да се дознае и да се согледа политичката одговорност на носителите на високи државни функции во моментите кога извршувале и кривични дела, меѓутоа и во моментите кога ги пречекорувале своите политички властувања и ги мешале ингеренциите. Изборот е на Никола Груевски, изборот е на ВМРО-ДПМНЕ да продолжат да се кријат во своите дупки. Од дупката ќе ги извади народот на 24 април на предвремените избори. Напоменувам, онолку пати колку што ќе треба да бидат повикувани, секој од нив поединечно, на толку седници ќе работиме, па ВМРО-ДПМНЕ може 1000 пати да си побара, 1000 пати да се изгласа пред јавноста. Зошто имаат нешто да кријат? Што е тоа што сакаат да го кријат? Зошто се кријат под превезот на класифицирани информации? За нас останува нејасно, нити пак добиваме разумно образложение, затоа што навистина не можеме да разбереме што е толку тајно и класифицирано во купувањето на плацеви на водно од страна на Никола Груевски на име на негов кум, во купувањето на 600.000 евра вреден Мерцедес за да можат децата негови да гледаат телевизија и да имаат масажери на седиштата, што е класифицирано во начинот на крадењето на изборите, во тегнењето, се извинувам на изразот, на циганите за уши за да гласаат, во тоа кој е индијанец во оваа држава, навистина останува нејасно зошто ВМРО-ДПМНЕ сака да го сокрие. Жал ми е за ВМРО-ДПМНЕ, но не можеме да им помогнеме како да се сокријат од себе си и како да побегнат од себе си. Повелете со прашање. Зашто почнувате од 9 наместо од 7 како што е запишано во програмата? Ние за разлика од ВМРО-ДПМНЕ се држиме до она што го договараме и она кое што е во деловникот. Во деловникот е предвиден период од 48 часа да се повикаат и истите да можат да се произнесат, имајќи во предвид дека можеби некој навистина сака да дојде да посведочи, дури тоа да го направи јавно, нема да биде Никола Груевски, верувам. Има многу причини зашто да се крие. И во тој рок до понеделник да известат комисијата дали во рокот кој што е даден ќе може да присуствуваат или не. Согласно тоа што ќе го добиеме како известување, ќе бидат закажани и седниците за нивното сослушување. Дали комисијата писмено ќе побара да присуствува? Дали ќе се обраќате писмено или сметате ова за повикување? Согласно деловникот имаме два вида на повикување. Едно е јавното повикување кое што го направив денеска на затварањето на седницата и второто е писмена покана која што ќе изготват службите на собранието. Ако сите седници се затворени, дали извештај ќе биде објавен така? Јас ќе направам секако граѓанин на оваа држава, не како пратеник, не како член на Социјалдемократскиот сојуз, затоа што интерес на граѓаните на оваа држава да ја знаат вистината, да дознаат вистината и да ја лоцираме одговорноста, особено кај носителите на високи државни функции, особено кај братучетското дуо нарачатели на овој скандал за прислушкување. Онолку колку што бројката која што е таква во анкетната комисија и од која што за жал не можеме да избегаме, ќе дозволи толку комисијата ќе биде јавна. Зошто некој сака да ги скрие своите криминали? И мене како човек, кажувам, ми останува нејасно. Знаете како, држте го крадецот е омилената синтагма под која што политички се раководи ВМРО-ДПМНЕ во изминатиот период, додека сите зборуваат за срушени институции, они викаат дека некој друг ги руши институциите. Додека сите зборуваат, амбасадорите беа пред владата на Република Македонија, лично го повикаа Никола Груевски за спроведување на договорот од Пржино. Никола Груевски викаше дека само ВМРО-ДПМНЕ го почитува
го почитува тој договор. Жал ми е за тој човек на вистина, меѓутоа не можеме да му помогнеме да побегне од себе. Што ако не дојде? На судот на јавноста ќе оставиме кој од нив ќе се појави, кој од нив нема да дојде. На крајот на денот не постои законска обврска да се појават на тоа сведочење. А зашто извештајот на 29 или на 31 јануари? Имате време да го подготвите? Јас се надевам дека ќе имаме време да подготвиме. Искрено се надевам за интерес на Република Македонија, за интерес на граѓаните, не за клиентистите, не за слепите послушници, дека ВМРО ДПМН ќе го замени ставот. И некни на пленарна седница кажав повеќе од јасно е дека овие луѓе не се ВМРО. Меѓутоа овие луѓе не се ни ДПМН. Ова е само една збирштина од индивидуи кои што очигледно решиле да се помагаат себе си за да си ги сокријат криминалните активности. Случаите од овие седници што ќе бидат затворени, тоа значи дека јавноста никогаш нема да може да ги види? Во тој контекст рековте дека и на ваша одговорност ќе Она што нема да биде класифициран податок по законите по кои што ние сме должни и сме носители на сертификати за безбедност, безбедносни сертификати, она што нема да биде од класифицирана природа, ќе направиме се, ќе ги преиспитаме сите можности како до вас како новинари, меѓутоа и до македонската јавност станат достапни делови од сведочењето. Уште едно прашање, уште едно извинете, дали членовите на комисијата може да побараат затворена седница или тоа може да побараат само сведоците? Може да го побараат согласно деловникот и ВМРО ДПМН тоа го најави. Ќе ги слушуваме во целост. До последно, ќе ги слушуваме кој од нив ќе побарува и кој навистина сакаме да излезе на површина ако постои невидлива коалиција, која е таа коалиција која што ќе функционира во тајност, односно кои се луѓето што ќе гласаат.